Сте регистрирани 108 јавувања. Од Мегеши велат дека децата не веруваат дека може да им помогне некоја институција, а во земјава нема ни центри за згрижување деца жртви на насилство. Децата се уште се плашат да проговорат за семејното насилство, уште помалку имаат храброст да го пријават. Од вкупно 106 јавувања во првата детска амбасада Меѓеши годинава, само 8 деца се јавиле на SOS телефонот. 3 од нив пријавиле семејно насилство. Според Меѓеши, децата молчат бидејќи немаат доверба во институциите и сметаат дека нема да им помогнат. Најчесто децата жртви се плашат да ги пријават своите родители како насилници, бидејќи се доведува во прашање нивната иднина, сигурност и сметаат дека подобро е да бидат изложени на постојано семејно насилство, отколку да бидат жртви на институционална нефункционалност. Оние кои го пријавуваат семејното насилство се најчесто соседи, роднини, пријатели, но не и самите деца. Исто така немаме центар за згрижување на децата кои што се жртви на сексуална злоупотреба. На сексуална злоупотреба или на било која форма на злоупотреба. Ако ние имаме претепано дете и се однесе во центар за социјална работа, ако во моментот нема згрижувачко семејство, тоа дете ќе се врати повторно во тој дом. Од првата детска амбасада порачуваат државните институции да бидат поажурни и да ја контролираат работата на центрите за социјална работа. Во исто време посочуваат дека и образовните институции не ги заштитуваат децата доволно. Препорачуваат да има строги критериуми при вработување психолози и педагози. На SOS телефонот најмногу се јавуваат македонците од урбаните средини, потоа следат албанците и ромите. Децата од селата речи си да не знаат дека постои бесплатен телефон на кој можат да пријават какво било насилство.